Почитувани гледачи, добро утро. Ова утро раскажуваме една уникатна приказна, всушност каква што е карикатурата како уметност. Ова утро разговарам со една млада девојка која што преку карикатурите создава неверојатни приказни. Незината прва професија е медицината, меѓутоа љубовта кон уметноста од секогаш одела рамо до рамо со неа. Станува збор за нашата Ангела Станишик, со која што ова утро ќе поразговараме токму за она кое што таа го изработува, за приказните кои што ни ги доловува преку хуморот и сатирата, односно за карикатурата. Ангело, добро утро, ти благодарам што си дел од утринската на телевизија Алфа, како си? Добро утро, Викторија, ти благодарам за поканата и за можноста да гостувам на Алфа телевизија. Поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Добро сум, ти благодарам, ти како си? Одлично, јас благодарам за овој преубав простор во кој што денес се одлучивме ние да го снимаме ова наше интервју. Говориме за тебе и за сето она кое што ти го правиш, а не правиш малку. Јас во најавата можеби испуштив многу работи, меѓутоа медицина и уметност, како е сето тоа поврзано, зошто карикатурата, а не класичниот портрет, од кога љубовта кон уметноста? Љубовта кон уметноста ми е уште од најмала возраст, уште од дете сум сакала да бидам уметник. Така сум со уметничка душа и многу сум сакала да створам нешто каде што ќе бидам препознатлива и каде што луѓето ќе ме препознаваат по тоа, па така мислам дека кога ќе се спомене карикатура, на сите им текнува прва на мене. Како оди процесот на создавање на една карикатура и за тебе можеби што е попредизвик да создадеш карикатура од некој кој што е твој близок или од некој кој што ти е непознат, па сакаш преку карикатурата да го доловиш карактерот и сето она кое што го носи тој човек во себе? Искрено, најпредизвикувачки ми е кога имам карикатура со повеќе личности, а кога сме за тоа дали сакам да создадам за некој што го познавам или што ми е непознат, секако прво предизвик ми е да создадам нешто што е непознато за мене, бидејќи тоа ми е нарачка и сакам да го доловам баш точно карактерот на личноста, секако нели луѓето кои ми нарачуваат ми ги пишуваат деталите обично кои што сакаат да бидат изразени во карикатурата, но кога се работи за некој мој поблизок, ми треба малку повеќе време. Не знам зошто е тоа така. Можеби дури сега го разбирам, татко ми е мајстор и кога треба нешто дома да направи, секогаш остава повеќе време за дома. Валјде на него му е предизвик на непознатиот да му направи нешто подобро. Кој е повратниот впечаток, односно како реагираат луѓето, се препознаваат ли во твоите цртежи, тоа им предизвикува ли смеа карикатурата, нели, и за тоа всушност е и направена истата? Токму така, во овие 3 години од кога ги создавам карикатурите, секојдневно ја слушам една иста реченица. Ова е најубавиот подарок што сум го добила, се препознаваат. Најинтересно е кога го доловуваш карактерот на личноста, бидејќи мене тоа ми е целта да го доловам карактерот, страста, начинот на живот на кој го живее и обично тука тоа е преку хобито. Обично хобито раскажува за личноста каква е и каков живот живее. Верувам дека тоа е навистина процес на создавање на една карикатура во кој што ти истражуваш за личноста за која што сакаш да направиш нешто, па колку тоа одзема време, од друга страна колку за тебе тоа представува навистина хоби и опуштање, релаксирање можеби во создавањето на карикатурите. Обично луѓето кои ми нарачуваат карикатура ми пишуваат детали. Како сака да изгледа карикатурата и некои карактеристики за личноста. Малку ми е потешко кога ќе ми речат оставам на тебе, затоа што не ја познавам личноста, не знам што сака, но обично секогаш нагласувам, кажете ми или професија, или хоби, или ако сака некоја книга, инструмент, спорт, па така ги доловувам страстите на луѓето. Што било досега најпредизвикувачко за тебе при изработката на карикатурата? Имало ли одредени карикатури кои што ти одземале можеби и повеќе време, меѓутоа на крајот сето тоа излегло в глава? Како што кажав, најпредизвикувачки ми се карикатурите кои што се со повеќе личности. Обично тоа се игрорски друштва, колеги од работа, цел тим. Тие се некаде околу 20 до 30 личности. Најмногу ми одзема време кога е со повеќе личности, ама па најголем предизвик ми е да видам брзината со која ќе ја совладам нели техниката при изработка на карикатура, а исто така нивната реакција. Обично сакам луѓето да ги снимаат реакциите и да ми ги пратат како видео, често ја објавувам на моите социјални мрежи, така да тоа најпредизвикувачки ми е кога ми е со повеќе личности карикатурата.
Колку денес ја бираме карикатурата како подарок, односно колку денес ете се изработуваат карикатурите и ги бараат за нивните можеби специјални денови, настани, прослави, родендени напоменати? Токму така, за родендени, за свадби, обично за големи јубилеи, за настани, ама и вака и секојдневен подарок стана. Кога сака некој да подари нешто уникатно, мислам дека прво на памет му паѓа карикатура. Ангела, јас во најавата не напоменав, меѓутоа многу е важно да се напомене дека ти си добитник на една многу важна награда, тоа е жена бизнис, најдобра жена бизнис на Балканот, која што ја доделува Република Србија и со која што ја освојуваш наградата и ја представуваш токму Македонија. Таму што тоа значи за тебе, има ли некаква поврзаност тоа со ова кое што го правиш? Нормално и за тоа бев повикана, за тоа што мојот бизнис е распространет во повеќе држави. Можам да кажам, изработувам карикатури за Германија, за Шпанија, за Швајцарија, генерално и за Србија има многу нарачки. Последната ми беше за Бразил, репрезентативка на Република Македонија, која што тренира тука, живее во Бразил, имаше изработено за незиниот дечко. За такви пригоди имам и пластифицирани рамки кои што се пренесуваат преку авион, но да се задржам на прашањето за најуспешна бизнис дама на Балканот, тоа за мене многу значи и не знам, кога ја представуваш Македонија и кога тоа си ти, токму не може да се опише тоа со зборови, мора да се доживее како чувство. Чувството таму кога си на сцена со толку успешни дами од целиот Балкан е неописливо. Како најчесто доаѓаат, односно дознаваат за твоите карикатури, каде се може да се видат истите, ги спомена и ти социјалните мрежи, колку тие придонесуваат за да се дознае за карикатурите? Најпрво на социјалните мрежи, така и почнав, си направив свој профил кој што ми е само за карикатурите. Таму може и секако маркетингот е најдобрата реклама, емисии, познатите личности исто така допринесуваат многу и влијателните личности кои што се на социјална мрежа со самата реклама. Јас за се викам, за еден бизнис најважно е тоа како ќе ти успее рекламата и секако квалитетот. Денес се повеќе гледаме луѓе кои што се осмелуваат, ете така ќе кажам јас, да изработуваат карикатури. Живееме во едно многу брзо време, се случува вештачка интелигенција, интернетот, технологијата се движат во некоја луда насока, навистина. Колку е предизвик да се остане талентиран и да се изработува ова и покрај сето ова кое што јас го наведов? Како што кажав, кога ќе се спомене карикатура, на луѓето најпрво на памет им паѓам јас, бидејќи јас сум таа на некој начин што тоа сум го поттегнала, јас сум почела да изработувам карикатури, ова не го зборам од суета, туку од благодарно што сум успела да направам еден бренд кој што навистина се павиме. Тие сега квалитетот сам по себе, мене ми е многу драго што мотивира други личности за изработка. Можеме да кажам дека во последно време често ми излегуваат профили кои што изработуваат карикатури, но тие карикатури се направени преку вештачка интелигенција, ChatGPT, и можам да кажам дека 99% од карикатурите, личностите не личат воопшто на самите себе си, дури имаме многу нарачки кои што луѓето ми ги праќаат на мојот профил, каде што сами си направиле карикатура на вештачка интелигенција, но вештачка интелигенција како вештачка интелигенција ги направила со 3 раце, со 3 нозе, некаде и со 2 глави плюс на сликата, така да се тоа си е во ред, но во граница на нормална вештачка интелигенција не може да биде како природната интелигенција. Така да, пак ќе кажам, работа има за сите. Мило ми е што со мотивација за и другите да го започнат тоа, но за еден бизнис или една уметност да остане онака долго на пазарот, ако можам така да се изразам, потребно е време, труд и години изработка. Кои се твоите следни предизвици, да може би за самиот крај, што е следно, имаш ли веќе порачани карикатури за некои позначајни настани, случувања? Јас секојдневно имам многу нарачки на мојот Инстаграм профил и тоа многу ме радува. Тука едноставно секој ден си докажувам самата на себе колку карикатурата е убав подарок, колку вредам како изработувач на карикатури. Нешто ново да најавам, мислам дека немам.
Тоа е. Едноставно животот ми е многу поубав овие 3 години кога ги правам луѓето посрекни. Јас често кажувам дека медицината ме учи да спасувам животи, а уметноста едноставно да ги разубавувам животите. Така, ти си направила навистина еден убав спој на професијата и хобито со кој што допираш до луѓето и ги раскажуваш нивните приказни, а од друга страна преку медицината секако и помагаш. Ти благодарам што ова утро ја раскажавме приказната за карикатурите на Ангела Станишик. Ти благодарам што беше дел од утринската на телевизија Алфа. Посакувам уште многу карикатури, уште многу раскажани приказни и секако уште многу успеси. Ти благодарам и на тебе на поканата. На самиот крај сакам да си го поздравам моето семејство, поздрав за мајка ми, за татко ми, за брат ми, кои што ми се безусловна поддршка секојдневно. Исто така би сакала да си поздравам и двајца личности кои што не се мое семејство, не сум во крвно сродство со нив, но тие ми се избрана фамилија. Поздрав за мојот духовен татко Ставрофор отец Костадин од црквата Свети Петар и Павле во Ѓурче. Исто така голем поздрав за мојата професорка која што исто така заменик директор на средното медицинско училиште Весна Атанасовска. Таа е жена која што ме вовела во медицината и секојдневно ме храбри за понатаму и секако таа не само на мене, на сите ученици им пружа некаква мајчинска љубов. Ти благодарам, Викторија, уште еднашка, ми беше драго што бев твоја гостинка. Ти благодарам. Доколку и вие сакате за себе карикатура или да одберете карикатура за вашите најблиски како подарок за нивниот најзначаен ден, настан или случување, тоа слободно можете да го направите. Ангела нема да погреши во вашиот избор. Ангела Станишик е дел од утринската на телевизија Алфа со приказните раскажани преку незините карикатури. Јас ви благодарам за вниманието.